Колективниот договор кој ги опфаќа вработените во култура нема позитивно мислење за усвојување од Министерството за финансии и мора да се почитуваат законите. Со ваков став се произнесе премиерот Христијан Мицкоски на прашање за состојбата со вработените во културните институции во земјава, кој вчера излегува на протест, предуставен да донесе конечна одлука дали колективниот договор подпишан во 2019 година е противуставен или не. Мицкоски потенцираше дека буџетот за културата се зголемува, но најголем дел од парите одат за платите на вработените, наместо за програми и капитални инвестиции. Овој колективен договор нема негативно мислење, дури и претходната влада, министерката тогашна, мислам дека е Нина Ангелеска, има даено негативно мислење за овој колективен договор, дека средства во буџетот не се обезбедени. Зошто да не зборуваме дека имаме вработени во одредени театри кои што не играат представа цела година? Ево, зошто тоа не го зборуваме? Хајде за тоа да зборуваме. Уставниот суд на минатата седница поведе постапка за преиспитување дали колективниот договор го надминува законот, дали со него е внесен автономен платен систем и дали обезбедува јасни и објективни критериуми за утврдување на платите. Од судот сметаат дека колективниот договор не се движи во рамките на законското властување, туку поставил сопствен модел на утврдување на плати. По ова вчера на протест излегува дел од културните работници, кои обвинија дека колективниот договор е ставен под удар и дека се игнорираат нивните права и достоинството. Овој пат не станува збор само за платите, кои веќе втора година поред ни ги кратат. Овој пат се доведени во прашање сите наши изборени права. Ние не бараме многу, бараме доследност и бараме почит за трудот, за борбата и за вистината. Министерот за култура Зоран Љутков оцени дека протестот имал политичка позадина и рече дека на средба со представниците на синдикатот во средата во Министерството за култура биле направени првични чекори за откочување на преговорите за колективните договори во културата.